One Македонија телекомуникации на унгарски 4IG е единствениот понудувач на јавниот повик и најверојатно ќе биде новиот трет мобилен оператор. Сепак, доделувањето на лиценцата ќе почека да поминат локалните избори, зашто така предвидува законот. Постапката ја спроведува Агенцијата за електронски комуникации. Согласно Законот за електронски комуникации, во рок од 3 дена од приемот на извештајот, директорот носи одлука за завршување на постапката по јавен тендер со јавно наддавање. Следен чекор е по завршувањето на изборниот процес, директорот да донесе одлука за избор на најповолен понудувач. И покрај тоа што официјално понуда достави само One Македонија телекомуникации на 4IG, заинтересирани за влез на пазарот биле и групацијата ENPPF Телеком Груп, активна во Бугарија, Словачка, Унгарија и Србија, како и Bitstream Mobile, македонска компанија за телекомуникации и интернет услуги, која според достапните информации во моментов нема ниту вработени, ниту пак приходи. Двете компании се откажаа од натамошната трка. Во моментов Македонија и Косово имаат најскапи мобилни услуги на Балканот. Според најновиот квартален извештај на АЕК, најголемиот удел на пазарот го држат Ајдер Македонија со 47,69% и Македонски Телеком со 46,66%. Удел од 3,38% има Емтел, пошто следуваат останатите виртуелни мобилни оператори. Конечната одлука за избор на најповолен понудувач ќе биде донесена по локалните избори во октомври, а со тоа ќе стане појасно дали земјава конечно ќе добие трет мобилен оператор, што би значило повеќе конкуренција, а веројатно и пониски цени и подобри услуги.